Гостите од Бугарија и од Грција се најбројните кои го посетуваат југоистокот, покажуваат бројките на Државниот завод за статистика. Во очекување на декемвриските анализи, во ноември 2017 година Струмица ја посетиле 324 бугари, а Дојран 46. Само во ноември во Струмица имало 2131 гостин, од кои 1532 домашни. Во Дојран пак тој месец одморале 507 туристи, од кои 306 домашни. Токму оваа релација на најпосетеност од источните соседи овозможува Струмица и југоисточниот регион да ги развиваат мрежите за туристичка соработка и понуда на двете страни од границата. Проект предвидува дополнување на постоечите услуги и правење на понуда. Пример, имаме ние туристички водичи, меѓутоа или недоволно, или пак не во мрежа да може да се работат и кога еден турист ќе спие, пример во Банско, да може да го однесе во Колешино или во Мокриево, Мокрино и така натаму, или пак во Радовиш на влашките колиби кои веќе се повеќе стануваат атракција. Затоа овие денови се формира 5 туристички јазли во Македонија и 5 туристички јазли во Бугарија. Имено тие туристички јазли ќе ја сочинуваат мрежата, каде што сите тие дополнителни услуги постојат или може да се создадат, ќе ги стави заедно на една платформа, ќе ги понуди и заедно како сите чинители од овој регион ќе можеме да ги создадеме тие конкретни понуди или продукти туристички за туристот да може сам да се избере што ќе јаде, каде ќе спие и колку дена ќе се задржи и истиот ќе може да ја плати таа услуга директно кај чинителите, со што ќе се одбегнат сите други, значи кога ќе дојде самиот турист, ќе чека само некој да го презема, дали ќе е од автобуска, дали ќе е од аеродром, дали ќе е од било каде со патничко возило, ќе може да биде услужен, а со тоа да се создаде механизам за локален економски развој и во југоисточниот регион на Република Македонија, меѓутоа и во Благоевградска област во Република Бугарија. Особеностите на руралниот туризам и неговите специфики го прават југоистокот примамливо место за гости. Обединувањето на сета таа понуда во една платформа со почитување на меѓународните стандарди е чекор поблиску до зголемување на атрактивноста на поднебието. Значи, не само туристички водичи, да ќе бидат во игра сите хотелски сместувања, сите куќи за гости, како што е веќе познато. Имаме кај нас се уште нема таква категорија, меѓутоа според алтернативните форми на туризам веќе постои во светот и има кај нас мотели и куќи, меѓутоа не се искатегоризирани со што би можел туристот да може да знае и во какви услови ќе биде, затоа што сепак овие звездите за гарантират некој квалитет и се знае во рурален развој, во рурална средина што значи 3 звезди, во урбана средина што значи 3 звезди. Исто така би создал не само тие туристички водичи, туку сите тие кои постојат, кои дури и ние кои го работиме таа проблематика, ги има на теренот, може да се создадат, меѓутоа не се ставени во мрежи и не функционираат. Нам ни е целта да ги исповрзаме сите можни услуги и туристички понуди во регионов и да можеме да ги направиме во една програма. Во Струмица на второ место по посетеност се гостите од Србија, потоа следуваат гостите од Грција. Во ноември во Струмица имало и гости од Косово, Турција, Русија, Полска, Унгарија, Шпанија. Одржувањето на Струмичкиот карневал неделава ќе го зголеми и туристичкиот рейтинг на градот, каде сите хотелски капацитети се резервирани до последно место. Инаку во 2017 година во однос на 2016 на државно ниво, процентот на зголемување изнесува 16,6%, а дури 23,5% е зголемен кај странските гости.